Добро вечер на сите, иако е тешко овие денови да се рече добар ден и добра вечер, затоа што ни дните ни ноќите не се добри. Како што знаете сите, почна инвазијата на Русија во Украина. Кој да го пуштиме апел, ќе остане на глуви уши, нема да стигне до нигде, но сепак то ни е должност како луѓе да застанеме на правата страна, па give peace a chance, ако не е проблем. Од светските лоши вести да се вратиме на регионалните лоши вести, посебно лошите вести од истокот, оттаму ни доаѓаат често. Бугарскиот премиер Петков успеа во една недела да има две глупи изјави за Македонија, што е досега рекорд за него. Може би наредната недела ќе постигне хет-трик, не знам, па ќе му дајме нешто златна копачка или златно копито. Така тој во првиот свој кикс го пресече нашиот премиер Таче од заедничката слика, како она дечко и девојка кои се скарат па се сеќат од слики, кропнат едно друго, и пушти слика со некој таму, што не е Таче. Сепак нашиот премиер ова не му е прв пат да исечен од слика, неговата скромност не дозволува да реагира на тоа, ама например ево имаме историски докази за тоа. Ево тоа што сега ќе видите на малите екрани, на големите екрани, лаптопи, таблети, на што да гледате. Ево, например, Тачев на Техеранската конференција, кој што може да видите, тука е Сталин, тука е Рузвелт и ево го рачето на Таче, што значи дека присуствувал тој таму. Тој не зборува многу за тоа, го крие приватниот живот, што може некој пат да донесе и до шпекулации. Например, медиумите го поврзува со една холивудска убавица, Моника Белучи, и како што велат, тоа е сликана овде на пуштање на сточниот пазар во Виница, на свеченото отварање заедно со Моника Белучи. Медиумите шпекулираат дали е тој дали не, иако од раменото јасно се гледа дека е премиерот Ковачевски. Покрај овој кикс што му го приреди на Ковачевски, тој имаше средба и со професионалните бугари од Македонија. Сега, што се професионални бугари? Професионални бугари се бугари што, освен што се бугари, не прават ништо. Тоа им е професија, по професија се бугари, секој месец се во Бугарија, таму ги примаат и председатели и премиери, имаат некој културно друштво. Петков ги прими нив и во таа изјава после средбата каже дека за Бугарија е најважно бугарското малцинство во Македонија и дека тој ќе се бори за бугарското малцинство и да влезат во устав и да бидат признаени. Тоа не е никаков спорен проблем, затоа што нормално Бугарија ќе се бори за бугари, нема за филипинци да се бори. Спорен момент е нашата влада и изјавата на што и да е сега Малиов, дека Македонија нема да се меша во бугарските внатрешни работи, може што сака да прави со македонското малцинство во Бугарија. Од регионални играчи да се вратиме малку на ептен локални играчи кои сепак вреди да се спомни, затоа што такви ликови лесно не изигруваат. Имено град Скопје поднесе кривични пријави за 4 екс-вработени во градот Скопје, во општината, кои платиле 75.000 евра за сајт, кој фонд за иновации треба може и да го субвенционира, затоа што сајтот е невидлив, непостоечки, а е платен 75.000 евра. Мислам, 4 автобус за тие што се многу загрижени. Сајтот не постои, но ние постоиме, се гледаме и наредна недела, на истото место, во истото време, се надевам во истата држава, ако не стигне Русија до тука, ако стигне тогаш имате поголеми проблеми од емисија, дали ја има или не. Поздрав и вечер.